Добро дојде во студио за моите гости Нано Ружин, професор, но и дел од Либералната партија, всушност ЛДП, да. И господинот Исмет Рамадани, аналитичар, политички аналитичар. Одиме со последната вест, која е сепак неофицијална информација, дека специјалното јавно обвинителство, Катица Јанева, отвара истрага против суди за нарачани пресуди. Сметате ли дека ќе бидат охрабрени судиите кои во случај да се процесуираат ваквите предмети и да дојде до некаква разврска судска, се разбира? Еве, вие господин. Па да, мислам дека добар почеток е ова. Тоа значи дека прво влева сигурност во самата институција. Мислите на СЈО? На СЈО. Добро. А во исто време веќе мислам дека е време да не ги воопштуваме секогаш работите, затоа што и во тоа судство има и честни суди, и добри суди, и добри професионалци. Кои ни сите овие години не го кренаа гласот, да не го заборавиме тоа. Но за жал не го кренаа гласот, меѓутоа ако веќе малку им се даде можност, простор, шанса, затоа што сепак луѓето биле врзени, уплашени, уценувани. И сега веќе тоа... И можеби напредувале низ калилата професионални, благодарејќи на послушноста кон власта. Мислам, сето тоа што го слушавме ние и преку тие така наречени бомби и дефинитивно во зависно судство тоа значи зависни суди. И ако се издече нешто што е добро, професионално, мислам дека може дури тие да ја почнат таа битка внатре во судството, за да се ослободат од тие кои се со кариера, а незаслужни биле, значи преку политиката, преку влијание на партиите. И добар е почетокот, но тоа што е најважно веќе Катица Јанева веќе сака да докажува и им покажува на тие што веќе и најавиле и мислат дека така лесно ќе се скрши она во сето оваа битка. Најверојатно полека ќе сватат сите тие кои веќе ја напаѓаат од сите страни дека таа таму е во специјално судство, односно специјално обвинителство. И првата и главната задача ќе биде да ги гони сите тие кои се огрешиле на законот и кои биле инкриминирани во... Може ли, господин Ружин, да биде сосечено од корен, така да кажам, да се изразам, доколку има информации, шпекулации, се разбира, неофицијални информации, дека Уставниот суд може многу лесно да поништи одлуката за формирањето на специјалното обвинителство? Прво, мислам, би од поширок контекст да почнам, Македонија е пред нова кадифена револуција. Тоа што го кажавте, дека транспарентноста почнува и во правосудството, всушност е процес кој што веќе е отпочнат уште од минатата пролет, ги опфати и универзитетот и студентите кои што на одреден начин беа исплашени, замолчени, уценети. Тоа е всушност двете алатки на секој авторитарен популист: уцена и додворување. Додворување кон сопствените, вработувања и така натаму, но од друга страна уцена кон оние што се на одредени позиции кои што сакаат да напредуваат и така натаму. И значи со тој камшик практично власта или методот Груевски го држеше
цел еден македонски политички, би рекол, сталеж и административна една структура во зависна позиција и која што отпочнува веќе своеглаво да размислува, меѓутоа е потребен малку енергија, малку потурнување, тоа е потребно и во судството, и во администрацијата, охрабрување, за да сватат да ја сватат содржината на демократијата, односно засебноста на судската, законодавната и извршната власт. И на тој начин мислам дека процесот почнува да се врти. Тоа сме всушност, знаете како? Ние сме сега некаде како во Полска некаде јануари 1989 година. Значи по машината на промените се почнува да се раздвижува. Дали тоа ќе биде Уставниот суд? Уставниот суд може да прави секоја глупост, бидејќи тука се работи само за исто така уценети и заплашени луѓе. Било кој друг од овие кои што се, не знам, од Советот на јавни обвинители, разни институции кои што се уште немаат слободно размислување и слободен простор пред се да работат според законот, бидејќи или сака да го толкуваат на тој начин како нив им одговара, се уште тие се во еден вид на внатрешна битка, внатрешно надминување на тој, би рекол, позиција на страв и позиција исто така на додворување, која што им донела на некој и унапредување. Така што ја очекувам дека оваа, би рекол, кадифена револуција се префрли и меѓу политичките партии, за да го сватат значењето на историскиот момент. Не можам да сватам некои политичари, особено оние кои што се коалициони партнери, едни во ред немаат излез бејќи се до гуша криминализирани, меѓутоа други. На кои мислите? Па мислам на најголемиот коалиционен партнер од ДУИ. ДУИ мора да се само ослободи. Мора да го свати Али Ахмети моментумот на целокупната еволуција, мора да го свати духот на времето. Веројатно членството би требало тоа да го свати и да настапат реформи. Членството, да. Меѓутоа, ако 2001 една што го кажав, ние имавме еден Ахмети кој што внесува некоја свежа крв во Алмаскиот блок. Имаме еден Лупчо Георгиевски во заминување, бидејќи не го свати духот на времето, духот на меѓуетничките односи, на меѓуетничката демократија. Веќе 2015 имаме еден Груевски кој што не го сваќа духот на политичката демократија, кој што исто така треба да се замине, но и Ахмети кој што исто така мора да го свати тоа што се случува денеска, односно таа еволуција која што е исто така со помош на меѓународната заедница и на вредностите кои што ги наметнува евроатлантизмот. Видете, во случај кога цело време и целосно се поддржувани во рамки на сопствените партии, додеколку не постојат внатрепартиски реформи, тоа ќе се тој тренд ќе продолжува на авторитарно владење дури и во самите партии. Реформи не можете да очекувате. Само така изгледа. Јас мислам дека единствената можеби од мислам дека последните 7-8 месеци нема ден кој не донесува нешто ново во однос на тоа што значи кршење на тоа што е Груевски. Мислам дека тоа он што го прави сега, денеска да речеме, тоа веќе е во рамките на тоа што значи рационално однесување. Затоа што од неговото големо его, од неговото убедување дека тој и никој друг во Република Македонија, мислам дека дури и во неговото членство полека, во нивната подсвест полека ќе се развие тоа што значи дека тој тоне. Затоа што денеска медиумите го возможуваат тоа, мислам, тие што не се негови, или неутралните медиуми, возможуваат тоа граѓаните да го гледаат еден Груевски што кажал пред 5-6 месеци, што денеска и како тој паѓа, како тој се рони. И мислам дека сега се добива впечаток дека храброста се враќа кај граѓаните и кај сите тие кои беа
подолго време опозиционно настроени и критичари на системот, односно неговото владење, тие се помалку се плашат, а се повеќе се плашат тие што пред 5-6 месеци пред да ги слушнеме овие така наречени бомби, беа големи јунаци. И мислам дека тоа се приметува. Дури тоа го приметуваат и неговите, и најблиските. Меѓутоа, луѓето си барат чаре, инкриминирани. Знаеш како, не е лесно да се оде во затвор, во притвор, затоа што сега дури мислам дека ќе почнат и семејните кавги во самото семејство. Затоа што ќе почнат нивните синови, нивните ќерки, нивните жени да ги прашуваат: ама добро, ние овие години живеевме како босови, живеевме како богови, може би, богови, и од каде, тато, од каде тие пари? И сега одеднаш се устани, односно сега веќе се дознава дека се работи за тато кој бил инкриминиран. Значи и во самите семејства ќе настане еден вид револуција. Еден вид револуција. И тоа кога ќе се шири и во членството, и во граѓанството, и во сите тие кои биле симпатизери, мислам дека полека, али сигурно, барем јас така тоа го гледам, дека се демонтира тоа што значише, односно се уште значи груевизам. Добро. Сметате ли дека меѓународната заедница ќе притисне силно? Да. Има такви најави, дека се откажува меѓународната од 24 април, свесна дека условите не се исполнети. Мислам јас и господинот Ружин, барем сме имале прилика, пошто подолго време се бавиме со надворешна политика, НАТО, Брисел и така натаму. И имаше едно време, може би се уште, меѓутоа сега се крши тоа во последно време, едно убедување и во Брисел и во Вашингтон дека тие што можат да одржуваат стабилност во Република Македонија, тие треба да бидат устойчени на власт. И тие ни требаат. Да. И со нив ние можеме сето тоа што имаме намера да го направиме во тој дел од Балканот или во таа земја, преку тие можеме партнерски односи. Меѓутоа, сега веќе преовладува нешто друго. Господинот Заев, како лидер на опозицијата, ако до сега се мислеше дека Добаре Груевски може и понатаму затоа што со него се две главни албански партии. И тие се тројцата лидери што го ја одржуваат стабилноста во Република Македонија и за регионот. Меѓутоа сега веќе превагнува, полека или сигурно. Јас не знам, може би ви имате посебно прашање, али господинот Заев веќе гради одлични релации со сите други опозициони партии албански. Плюс што е во неговата со него веќе се во коалиција и други, условно кажемо, и македонски. Да, ајде за тоа после ќе говориме, ме интересира ставот за меѓународната заедница и оние високи тонови, би ги нарекла, на Хан, кои не кореспондираат, например, со изјавите на Ван Хојте, на американскиот амбасадор, па дури и на европскиот амбасадор. Значи, сметам дека опозицијата може целосно да биде задоволна од улогата на меѓународната заедница, вклучувајќи го и господин Хан. Иако некои видни личности од опозицијата упатија непотребно големи критики, некои се повикуваа на некои теории на заговор, не знам, интереси, акции и така натаму. Напротив, првиот и голем услов и успех, би рекол, на опозицијата е што е Груевски натерен на оставка. Второ,
тој се надеваше дека сигурно ќе има избори на 24-ти. Јас сум убеден дека ќе ги нема, затоа што не се исполнети основните параметри. Не мислите ли дека тоа беше замка за Груевски? Договорот во Пржина да биде нотирана некаква дата, 24 април, иако сите беа свесни дека не може да се испорача, само за да биде натеран Груевски да излезе. Беше замка, меѓутоа во кој што тој, ја не знам дали свесно или несвесно го направи тоа, од друга страна, додека меѓународната заедница очекува да тие ги вршат реформите, тие намерно ги коче, сега тоа им се удри од глава. Тие реформи што тие треба да ги направеа, всушност си дадо автогол. Остана закочени реформите и на тој начин ќе дојде до одлагање, најверојатно, на изборите. Меѓутоа, она што е битно е сега да одиме малку понатака. Што потоа? Значи, опозицијата мора прво да биде многу, ајде да не кажам обединета, тоа знаеме дека мора да се обедини. И таа група околу господинот Црвенковски и таа екипа мора, бидејќи он има поголем непријател. Добро, до сега не сме слушнале јавно декларирање на таа група, на така наречени бранковисти, дека се дел од СДСМ. Втора работа, да ги видиме целите. Која е целта на власта, на опозицијата и на меѓународната заедница? Целта на меѓународната заедница е Македонија да ја нанојде оваа политичка криза и по пат на реформи да стане една стабилна демократија која што ќе се наметнува. За тоа се потребни на многу децении. Добро, меѓутоа оние основни. Мора да се веројатно од ажурирањето, од третманот на медиумите, од овој медиумски мрак, од реформите што треба да уследат во радиодифузниот сервис, до плаќањето не знам колку милиони на тие 3-4 што се нивни медиумски канали, преку ажурирање и така натаму. Значи, меѓународната заедница интересира да го стави македонскиот политички систем во една демократска рамка и да продолжи оној воз кон Евроатланската унија, евроатланските интеграции. Која е целта на власта? Нормално, ако може да конзервира и по секоја цена да си го продолжи животот со некои нови избори и така натаму. Која е целта на опозицијата? Многу ми е драго што опозицијата официјално кажува дека таа се бори за демократија, дека не е битно се освен демократија. Меѓутоа таа демократија не може да дојде сама по себе и не може да се воспостави автоматски без победа на изборите. Промените мора да ги донесе, се разбира. По таа насока, опозицијата мора да има сега еден таймтейбл. Што ако има избори после 24, значи на 5. Што ако тие избори се одложат, бидејќи да не забораваме дека веќе и опозицијата не може вечно да одложува избори, а да не забораваме дека 2017 евеа доаѓаат и локалните избори. Така што многу влогови се во игра, но сметам дека како што поминува времето, шансите на опозицијата расте. Освен тоа, мора да се воспостави минимум на оние параметри за едни, да кажам, нормални избори, иако знаеме дека во тоталитарните, да не ги накажам, меѓутоа авторитарните режими, никогаш не е идеално. Значи, вие немате, например, и во времето на Милошевиќ или другите кога паѓале, секојаш паѓале во една состојба кога сепак имало нешто што власта сака да си го задржи како известна предност. Така што опозицијата мора да биде решена, да планира, да знае што сака и нормално и да не покажува никаков дефетизам. Значи, страв. Не сме опозицијата. Добро. Не сме да се чуе страв или дилема дека случајно може да изгубиме. Па дури и да се изгуби. Процесот на нивното пропаѓање отпочна, тоа овие како она коцка од шекер. Еднаш кога ќе ставите капкан, она се распада. Овој систем е готов. Нано се избирувам, пошто поентата беше многу добра, твојата констатација пред малку, дека дали добро одигра странците, јас мислам дека многу умешно што
тие посе изгледа познавајќи го добро Груевски. Ја плетаа мрежата, Не, со неговите ветувања со години. Да. И тие прво му дадоа нешто што тој најповеќе го сакаше, датумот на избор. Да, да. Затоа што мислеше дека, и се уште мисли дека е силен, тие му дадоа датум, за да можат овие други работи за реформи, формирање институции, како СЈО и така натаму, да бидат обструирани од страна на Груевски. Обструирани, меѓутоа секогаш да мисли на датумот за избори. Да. И тоа дури он несвесно понекогаш и кога не беше зборот воопшто за избори, се расправаше за одредена тема, тој само избори. И цело време во главата му беше 24 април. Меѓутоа, па умешните странци, преку тој 24 април, сепак постигнаа резултат во тоа што значи елиминирање на Груевски. Да се повлече од многу негови ставови, силно кажани на разни митинзи и така натаму пред неговите. Добро. Фронтот на опозицијата, започнавте да говорите за фронтот на целата опозиција и интенцијата на Заев да ги собере на купче, така се изразам, сите албански партии, сите опозиционите, мислам се разбира, без ДПА. Сметате ли дека има шанси во еден вид на предизборна коалиција, можеби дури и заеднички листи? Или сепак албанскиот блок не е расположен за таков вид на избори? Не, во таа тема морам да кажам дека разговарам интензивно и со представници на албанските партии, па мислам дека и со представници од опозиционите партии македонски. И мислам дека полека и сигурно се создава една добра атмосфера, едно расположение. Прво, без комплекс се разговара за оваа тема, што не беше порано, затоа што јас сум сведок дека порано дури воопшто не беше тема на разговор предизборна коалиција. Меѓутоа, кога ќе седнеш денеска и ќе разговараш, не треба многу убедување, затоа што времето покажа. Сите овие 25 години пост изборни коалиции не дадоа добри резултати. Ниту за албанците, ниту за Република Македонија како целина, односно како држава. Велам зошто? Затоа што имавме цело време ситуација на влади кои не беа коезивни. Ако немаш коезивна влада, тогаш немаш коезивно општество. Ако немаш коезивно општество, тогаш немаш демократија, стабилност и демократија. И кога веќе ги разговараме овие работи, мислам дека полека или сигурно се сваќа. Јас не знам дека сега не сум сигурен дали сите овие опозициони албански партии ќе влезат во предизборна коалиција и во заеднички листи. Зборувам за заеднички листи. Меѓутоа, од овие опозициони албански партии веќе ќе се најдат партии кои веќе се решени и мислам дека расчистиле со тоа. Тоа веќе некако го потврди и господинот Заев, мислам дека во вашето студио тука, дека веќе без проблеми се разговара и за предизборна коалиција. А тоа не за опозицијата, мислам дека за Република Македонија ќе биде нешто ново, нешто добро, нешто храбро и силна поддршка ќе има од меѓународната заедница. Затоа што сведок е Нано, со години ни се кажува тоа. Дури мене ми се поставило прашање, како можете вие се уште се жалите, вие албанците немате права, немате имате 5 министри во влада. Знаете вие што значи во една влада да имаш 5 министри? Како вие да немате добри меѓуетнички односи во граѓанството, односно одлично соработуваат коалиционите партнери, да речеме ДУИ и ВМРО ДПМН.
Меѓутоа, тие соработуваат за одредени прашања, кои се лични, групни интереси, тендери и така натаму. Меѓутоа, многу малку соработуваат во однос на тоа што значи кохезивност и меѓуетнички односи. Да. Затоа што само да завршам. Има една теза која се форсира упорно и во ВМРО ДПМН и во ДУИ. ВМРО ДПМН мислат дека со споменици, со историски овие антички македонци и така натаму, дека тие се најголемите патриоти и најголемите националисти. Чувари на идентитетот. Да. И во тоа тие држат. Во исто време, кога се зборува исто така за споменици, за знаме, јазик, дури не им дава за право на другите да размислат за тие теми. Тоа тие велат дека тоа е наше и само се што е албанско, тоа е наше. Монополот за вистината има тие. Да бидеш добар албанец, мораш да бидеш дуи. Да бидеш код, значи исто како да бидеш добар македонец, мораш да бидеш ВМРО ДПМН. И тука завршува се. Ти можеш да бидеш патриот за државата и за Република Македонија, али преку ВМРО ДПМН. Да, или преку ДУИ. Или преку ДУИ. Да, добро. Има информации, повторно ќе кажам, во сферата на шпекулации, но прилично опасно изгледа дека со евентуалните апсања од страна, започнати од страна на специјалното јавно обвинителство, другата страна, односно власта, ќе започне со апсања на нивните, така да ги наречеме, односно на опозицијата, веројатно, или на бизнисмени, поточно кажано, имаше и такви информации, дури публикувани беа во медиумите. Видете, значи, такви епизоди се можни. Меѓутоа, треба да го гледаме процесот, реката тече, значи, промената се случува. Вие можете и да уапсите некој, и да направите, и да лажно да обвините, и да наместите, но овој процес кој е започнат, тој мора да има свој епилог. Тоа се дневни политики. Дневни политики кои што повеќе правите грешки, со многу поголем фидбек негативен ќе ви се вратат. Така што ние ќе се соочиме и со многу поостра кампања, бидејќи како што доаѓа опасноста, знаете, например, оние говори од Хонекер до Чаушеску, кои што беа целосни закани, дека ќе ги апса, дека ќе ги стрелат и така натаму. Но мислам дека процесот на ова, не сакам да излезам сега екстремно некој левичар кој да кажам револуција, меѓутоа да кажам дека кадифена револуција се работи за рушење на одвнатре на систем кој што е воспоставуван десетина години и повеќе. А оно што ќе го изврши овој процес, тоа ќе биде, како што рековте, фронтот, меѓутоа во рамките на тој фронт мора секој политички субект, бар историјата на тие фронтови така да го задржи сопствениот идентитет. Ќе биде грешка да се наметнува една матрица дека сите се единствени. Мислам, тие ќе бидат глобално единствени, но секој субјект на фронтот мора да го задржи својот политички, културолошки идентитет и така ќе се создаде доверба. Во спротивно, ќе имаме недоверба. Ја би бил многу среќен, например, да се направат тие листи. Не знам колку е тоа се уште објективно. Тоа би било практично, како да ви кажам, духот на Охридскиот договор, духот на една нова демократија, нов начин на размислуваме. Ние 2009 видовме случајот со Селмани, за кого што гласа и македонци. И тоа е добро, тоа е здраво во демократијата кога се случува тоа. Овој пат мислам дека исто така има некои почетни размислувања, но се уште праксиологијата кажува нешто друго. Но како и да е, Македонија влегува во некоја зрела фаза,
може би се уште рано, меѓутоа да речеме за некоја година, 2, 3, 5, не знам. Полека веројатно почнува да созрева. Да, процес за зрелата фаза е мултиетничка далеко. листа. Има еден момент што е многу битен кај младите и тоа го почувствувам. Видете вие што се случи во Арачиново. Зоран Заев во Арачиново бил пречекан, биле преку 500 млади луѓе го чекале. И ви велам, потенцирам во Арачиново. Во Арачиново, кој се мислеше дека е еден бастион на криминал, на тероризам, на се што е лошо, мислам така, затоа што тука беа Сител и овие кои за Арачиново само црне хроники дадоа. А добрата хроника, нешто добро кога се случува, не можеш ни да ги слушнеш, ни да кажуваат ни еден збор. Што значи тоа? Тоа значи дека луѓето веќе се незадоволни од тие што ги представуваат до сега. И има една нова појава. Тоа што ви го кажав пред малку. Дуи не им дава на другите за да се збори за знамето и за јазикот. Тоа сме ние, вели. И овие сега одговорот на младите им е добро, задржете го вие, терајте си го со Груевски вие, знамето и јазикот. Ние сакаме канализација, затоа што твојот партнер 5 милиони дава за Сител, 5 милиони евра, а нам ни треба 2,5 милиони за канализација мрежа, за живот, 15.000 граѓани. Вие терајте си со Дуи и понатаму знамето и јазикот, но нам ни треба градинка, нам ни треба добро училиште, нам ни треба инфраструктура, амбуланта и така натаму, Што е нешто ново во барањата на граѓаните. А едно време ти, обичниот граѓанин, ќе го прашаш дали во мое време, дали ти треба пат или нешто, не вика, ми треба универзитет. Добро, глата за образование. Да, глата за образование. Не, имаме еволуција, значи, и во размислувањата и така натаму, така што да не сметат сега овие така наречени големи албанци, големи македонци и така натаму, дека многу лесно ќе им се продадат понатаму ваквите мислења. Добро, јас благодарам што бевте гост.